Овие избори во Соединетите Американски држави се важни не само за американските граѓани и глобалните случувања, туку и за регионот. Аналитичарот Петар Арсовски вели дека забрзувањето или забавувањето на евроинтеграциите ќе зависи од тоа кој ќе победи на изборите. Македонија може по таа оска да направи некаков исчекор зависно од тоа кој ќе биде победник на изборите во Соединетите Американски држави. Македонија не може многу да направи да влијае на изборите, ниту пак треба драматично да го менува курсот. Мислам дека во моментот еквидистанцата е вистинско решение, но секако дека зависно тоа кој ќе победи, притисокот за евроатлантските интеграции ќе се зголеми или ќе се намали. Арсовски не очекува надворешната политика на САД драматично да се промени, без оглед на тоа кој ќе дојде во Белата куќа. За американската надворешна политика, вели тој, може да е предизвик менаџирањето на меѓународните кризи во дадено време. Во таа смисла, надворешната политика на Соединетите Американски држави ќе биде реактивна во наредниот период, барем во наредните година дена, наместо проактивна. Тие ќе реагираат на светските настани, а нема да ги предизвикуваат или да влијаат на нив проактивно. Таков однос тој очекува и кон Балканот. Најголемата разлика помеѓу Камала Харис и Доналд Трамп во однос на Балканот е нивниот однос кон Орбан и неговото влијание на регионалните процеси, со тоа што Трамп има попозитивно мислење и го смета за стратешки сојузник, додека Камала Харис има понегативно мислење и мислам дека ќе се појави некаков антагонизам доколку таа стапне на челната позиција на Белата куќа. Инаку американските државјани кои живеат и работат во Северна Македонија ќе имаат можност да гласаат, но за разлика од изборите во други држави кога нивните амбасади во странство се места каде диаспората може да гласа. Амбасадите на САД не се избирачки места, велат од амбасадата во Скопје за гласот на Америка. Ние само го олеснуваме гласањето во одсуство, велат од амбасадата. Покрај обезбедувањето информации, граѓаните на САД кои избираат да гласаат по пошта, може да ги остават своите гласачки ливчиња во амбасадата на САД и ние ќе ги испратиме во Соединетите држави преку дипломатска пошта. Од амбасадата на САД велат дека тие не водат никаков избирачки список. Граѓаните на САД директно комуницираат со нивната државна или канцеларија за локални избори, за да се регистрираат, да побараат гласачко ливче и да гласаат, се вели во одговор од амбасадата на САД во Скопје. Изборите во САД ќе се одржат на 5 ноември, а исходот од нив со внимание се очекува и во земјата. За гласот на Америка, Мики Трајковски.